Добар ден. Ви благодарам што сте со нас во Централните вести. Еве ги насловите. Тројца екс-министри за економија, актуелни и поранешни функционери приведени во проширената истрага за пожарот во Кочани. Нашите ангели заслужуваат правда. Кочанчани на протестен марш побараа отчет за сработеното во истрагата. Мора да има правдата. Правдата мора да има. Профункционира заедничката контрола на граничниот премин Долно Блаце Елесхан. Границата може и треба да биде наш заеднички мост. Мост кој поврзува луѓе, идеи, можности. Лидерите на Вреди се договорија да се договорат. Работните групи ќе ги пеглаат разликите. Ќе им требали и посредник. Сум уверен дека после неколку денови ќе ги видиме во една слика заедно, сликан со Албин Курти во Косово. Под мотото Србија не ја даваме, Вучич вечерва на голем собир ќе го представи Сенародното движење. Се проширува истрагата за пожарот во дискотеката Пулс. Актуелни функционери, поранешни министри и директори се приведени под сомнение за поврзаност со случајот, во кој што досега беа осомничени 30 лица. Според информациите, под истрага се нови 23 осомничени. Меѓу нив и тројца екс-министри за економија. Пред Министерството за внатрешни работи е Маја Стојановска, во живо имаме во вестите. Маја, има ли некои дополнителни информации за бројот на приведените и да чуеме за што точно се сомничат тие? Така, Борче, актуелни функционери, поранешни министри, поранешен, но и актуелен директор на Дирекцијата за заштита и спасување се дел од 23 нови осомничени во постапката за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, Валјон Сарачини, Беким Незири и Дритон Кучи. Според неофицијалните информации се екс-министрите за економија кои што се ново осомничени, а кои што својата функција ја вршеле во периодот од 2012 година, практично од годината во која што со работа стартува дискотеката Пулс во Кочани. Исто така, ново осумничен е и актуелниот директор на Дирекцијата за заштита и спасување Џеват Селами, како и поранешниот директор на дирекцијата, но и актуелен министар без ресор Шабан Салиу. Според неофицијалните информации кои што ги имаме, исто така приведени се и повеќе државни секретари, како и вработени во администрацијата. Сите овие приведени лица се очекува да бидат спроведени на сослушување во Кочани, а со оглед на тоа што оној законски официјален рок во кој што обвинителството треба да се изнесе дали и каква мерка ќе им биде предвидена на овие лица е 24 часа. Повеќе информации околу сето ова можеме да очекуваме утре. Она што засега официјално е потврдено и од страна на МВР, но и од страна на обвинителството е дека приведувањата се во тек, а со самото тоа и самата истрага се проширува. Но секако повеќе информации околу целата акција предлагам да погледнеме во прилогот што следи. Тројца екс-министри за економија, актуелен и поранешен директор на Дирекцијата за заштита и спасување кој сега е министар без ресор, се меѓу 20-тината ново осомничени во рамки на истрагата за трагичниот пожар во Кочани, кој денеска по налог на обвинителството ги приведа полицијата. Неколкумина се обезбедени, а едно лице засега е надвор од земјава. Според неофицијални информации, осомничени се екс-министрите за економија Беким Незири, кој во јануари 2024 беше еден од 8 лица кои паднаа во МНАФ, и Валјон Сарачини, инаку Кадри Надуи, поранешниот директор на ДЗС Шабан Салиу, кој е актуелен министар без ресор, како и актуелниот директор на Дирекцијата Џеват Селами, кадар на Вреди. Осомничен е и актуелниот македонски амбасадор во Норвешка Дритон Кучи, инаку поранешен министар за економија, кој се огласи на социјалните мрежи, најавувајќи дека се враќа во државата. Верувам во правдата за општото добро. Со првиот лет ќе бидам во Скопје, не за да се правдам, туку
туку за да потврдам дека транспарентноста и довербата се единствениот пат напред. Тука сум со мирна совест, чист пред себе со непоколеблива волја, пред Бога и пред законите на државата. Стои во објавата на куќи од МВР и обвинителството. За сега официјално е потврдено дека само се спроведува акцијата за приведување. По наредба на јавен обвинител, во теќе акција за приведување на повеќе лица, а во насока на проширување на истрагата за пожарот во Кочани. Надлежните институции ќе информираат јавноста координирано, штом бидат завршени действијата кои се во тек, соопштија од обвинителството. Според овие информации, досега се уапсени сите министри за економија и директори на ДЗС од 2012 година, односно од кога започнала со работа дискотеката Пулс, со исклучок на актуелниот министар за економија Бесар Дурмиши. Досега осомничени за пожарот во дискотеката Пулс беа вкупно 33 лица. Во притвор се уште е градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов, а во домашен притвор се неговите претходници Радко Димитриевски и Николчо Илиев. Меѓу притворените си и поранешниот министар за економија Кришник Бектеши, екс-директорот на државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски, сопственикот на објектот и лица од обезбедувањето во објектот, како и неколку полициски службеници. Така претходно, односно во текот на вчерашниот ден, на основното јавно обвинителство Кочани до основниот суд Кочани достави предлог за продолжување на мерката притвор на сите официјално 33 осомничени лица во истрагата, за тројца од осомничените, односно за двајца од државниот пазарен инспекторат, како и за едно лице припадник на обезбедувањето од објектот, дополнително предложи замена за мерката ефективен со куќен притвор. Она што досега го соопшти од судот во Кочани е дека се уште не е донесена конкретна одлука околу овој предлог, но дека постапката за одлучување била започната веднаш, а оној законски рок за нејзино објавување ќе биде испочитуван. За крај само да кажам дека со овие засега, како што кажав, неофицијални информации, истрагата за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани се проширува и неофицијално засега се осомничени над 50 лица. Како што кажав, ги чекаме и оние официјални информации кои што за текот на овој ден ги најавија и од МВР и од обвинителството. Студио? Така, Маја Стојановска околу најновите приведувања и проширувањето на акцијата за пожарот во Кочани. Ти благодарам. Со реакција по денешната акција се огласија од ДУИ. Албанскиот народ во земјава е под напад од институциите на сопствената држава, кои што се целосно заробени од политичките и етноцентристичките интереси на власта. За да се заштитат себе и своите, премиерот, министерот за внатрешни работи и јавниот обвинител едностранно ја насочија истрагата против албанците. Јасно изјавуваме дека денес против албанците е прогласена еднострана и неправедна агресија, без разлика дали станува збор за ДУИ, за албанските партии во власта или за албанците воопшто, се вели во реакцијата. На ставот на ДУИ реагира од ВМРО ДПМН. Партијата, која 2 децении владееше преку рекет, корупција и уценети институции, денес повторно се обидува да ја избегне одговорноста со ефтини обиди за етничка манипулација. Ниту една етничка заедница не е цел. Цел се поединци осомничени за криминал. Не се водат истраги против албанци, туку против функционери на ДУИ за кои има сериозни индиции за криминални действија. ДУИ сака да создаде конфликт таму каде што има само правда, но времето на недопирливите заврши, велат од ВМРО ДПМН. Под мотото за доцнета реакција, денеска во Кочани се одржа вториот протестен марш, што го организира семејствата на настраданите во трагичниот пожар во дискотеката Пулс. Во продолжение детали. Бараме очет за сработеното. Бараме отчет за сработеното. Ова беше пораката која семејствата на настраданите во кочанската дискотека Пулс ја испратија на денешниот мирен протестен марш под мотото за доцнета реакција, со слики од трагично загинатите, транспаренти во рацете, на кои беше испишано "Нашите ангели заслужуваат правда", "Стоп за селективна правда", "Бараме отчет за сработеното", во колона Тивко Полека, од паркот на Револуцијата маршираа низ кочанските улици. Со едноминутен молк пред полициската станица во Кочани
вклучени. Граѓаните го искажаа незадоволството, откако што велат ненавременото постапување на надлежните институции за да се спречи катастрофата. Стотина граѓани своето незадоволство го искажа и пред општинската зграда, просториите на државниот пазарен инспекторат, обвинителството. Велат правда мора да има. Мора да ја има правдата. Правдата мора да ја има. Овака не бил. Ова ќе треба време да помине во Бог. Семејствата на згинатите во пожарот на мирен протестен марш излегоа и минатата недела, а најавија дека ваквите протести ќе продолжат и во иднина, се додека не се откријат и казнат виновниците за трагичниот настан во кој животот го загубија 61 лице, а речиси 200 беа повредени. Министерството за здравство информира дека не се планирани исписи од странски медицински центри за викендов и во моментов се лекуваат 48 пациенти надвор од државата. Состојбата на пациентите останува непроменета, односно остануваат во критична состојба пациентите за кои претходно информирале, додека останатите пациенти се во стабилна состојба. Во болниците во земјава во моментот се лекуваат 10 пациенти, од кои 4 во хируршката клиника Свети Наум Охридски, 3 на клиниката за пластична хирургија, 2 пациенти во приватна болница и 1 во ГОП 8 септември. Профункционира заедничката гранична контрола One Stop Shop на граничниот премин Долно Блаце Елесхан, со кој е воспоставен функционален систем кој што возможува само едно застанување и една пасошка контрола. Премиерот Мицкоски рече дека границата треба да биде заеднички мост кој поврзува луѓе, можности и идеи. Сандра Спасовска беше на Блаце. Во присуство на премиерите на Македонија и Косово, Христијан Мицкоски и Албин Курти, голем број министри, директорите на царинските служби и амбасадори, денеска беше пуштен во употреба системот за заедничка контрола или One Stop Shop на граничниот премин со Косово, Долно Блаце Елесхан. На граничниот премин е изградена нова физичка и дигитална инфраструктура, со која, како што беше посочено, воспоставен е функционален систем кој овозможува само едно застанување и една пасошка контрола, што значително ќе го олесни протокот на патници и стока со оглед на тоа што токму на овој граничен премин годишно поминуваат над 4 милиони патници. Граничниот премин Блаце е еден од најфреквентните гранични премини меѓу Македонија и Косово. Пуштањето на One Stop Shop или една контролна точка на овој граничен премин е од особено значење, како за побрз проток на патници, така и за поголем економски развој. Денешниот чекор е повеќе од билатерална политика и е дел од поголема слика. Слика во која целиот Западен Балкан се движи во иста насока кон Европската Унија, порача премиерот Мицкоски. Од македонската влада велат, со овој граничен премин се отвора ново поглавје на поврзаност, побрз транспорт, повеќе трговија, туризам, а најголем бенефит ќе имаат граѓаните кои веќе нема со часови да чекаат на граница. На најдобар начин покажуваме дека границата не мора да биде зид. Границата може и треба да биде наш заеднички мост. Мост кој поврзува луѓе, идеи, можности. Таа е премин кон европските вредности на соработка, на интеграција и на слободно движење. Ги обединуваме луѓето од двете страни на границата, не одрекувајќи се од историјата, туку градејќи ја иднината. За патниците тоа значи една проверка наместо две, пократко чекање и подобро искуство, а за службите по ефикасна работа, подобра координација и посилна борба против незаконските активности. Да подсетам, граничниот премин Блаце Елесхан е еден од најфреквентните во државата. На Блаце, таму каде што пред 26 години човештвото и неговите определби за слободата, за единството, за еднината беа ставени на тест, денес символично започнуваме една нова историја на соработка за развој и напредок. Воспоставувањето на заеднички граничен премин ќе овозможи забрзување на товарниот проток со што бенефит ќе имаат и компаниите. Косовскиот премиер Курти во својот говор посочи дека по подолг период ангажманот и посветеноста резултирале со проект кој е од огромна важност за сите, но и дека основањето заеднички гранични премини е повеќе од само гранична инфраструктура.
Се надевам дека ова ќе биде придружуван со најскорошно завршување на автопатот Скопје-Блац и тунелот Призрен. Два суштински проекти кои што дополнително ќе ги зајакнат од поврзувањето. Покрај Косово, ваков граничен премин Македонија има воспоставено и со Србија и со Албанија. Лидерите на Влен се договорија да се договорат како ќе настапат на локалните избори. Со многу штури информации заврши синокешната средба на која што е договорено работни групи да ги пеглаат разликите. Таравари за Канал 5 само кусо прокоментира. Тимовите работат, се надевам на брз договор. Јана Јосифовска. Штури информации од лидерите на Вреди по вчерашниот состанок на кој требаше да ги испеглаат коалициските разлики и проблеми. Ниту Арбен Таравари, Изет Меджити, Билјал Касами или Зекирија Ибраими немаат коментар дали ги расчистиле отворените прашања, како ќе настапат на претстојните локални избори и каква ќе биде судбината на Таравари во коалицијата. Тој пак во кратка изјава за Канал 5 вели дека работните тимови продолжуваат со работа во обид да се усогласат за заеднички настап и дека се надева на скорешен договор. Таравари и Меджити, иако денеска беа на настан заедно, не дадоа официјални изјави за медиумите. По средбата синоќа единствено се произнесе представникот на самоопределување во коалицијата, Беким Ќоку, кој изјави дека Вреди ќе остане компактна и обединета и покрене согласувањата. Разговаравме за следните избори, за следните средби. Беше во сосема пријателски и колективен дух. Детално ќе разговараме за тоа во кои општини ќе одиме заедно. Така што ова беше уште една позитивна средба во духот на соработката. Апсолутно, ние сме заедно. Продолжуваме заеднички и остануваме да разговараме само за деталите и општините за тоа како ќе се поделат. Не се согласуваме на најдобар можен начин, но во секој политички субјект тоа се случува и кај поединечни партии. Дел од аналитичарите пак и покрај пишманењето на Таравари очекуваат тој сепак да остане во Вреди. А Љузин Фаризи очекува коалициските лидери следниве денови да седнат на маса и со Курти како нивен обединител. Имаше недоразбирање внатре во Влен и од еднаш Арбен Таравари од таа изјавата тврдеше дека тој ќе излезе сам на избори и дека сработката веќе ја има договорено со ДУИ. Тоа негативно влијаше во Влен и почна да се обвинуваат меѓу себе. Но ребусот на акции против криминалот и корупцијата во државата очигледно го предомисли Арбен Таравари за да го смени неговиот став и да утврди дека не е во комуникација со ДУИ, дека ќе се обидува пак со Влен и со ВМРО-ДПМН во следните избори да соработува. И сум уверен дека после неколку денови ќе ги видиме во една слика заедно, сликан со Албин Курти во Косово. Па за да излезат патриоти пред јавноста, за да не кажуваат дека некој друг ги обединувал, тие сегаш идат на крај, се сликат кај Албин Курти и се прогласуваат како албански патриоти. Сепак состојбата во Вреди е далеку од едноставна, а спојувањето на сите партии во една останува неизвестно. Додека Таравари се уште се мисли како ќе настапи и уверува дека не преговара со ДУИ и Ахмети, неговите коалициски партнери стануваат се понетрпеливи и јавно го повикаа да избере или ДУИ или Вреди. Инспекторите од Државниот санитарен инспекторат понеделник ќе влезат на клиниката за кардиохирургија да извршат увид во медицинската документација за лекувањето на 57-годишниот пациент Тони Ангелковски, кој почина пред 3 дена чекајќи операција со сериозни компликации на аортата. Како што соопштија од семејството за Канал 5, од клиниката на пациентот му рекле дека во моментот немаат услови да го оперираат и оти немаат слободна сала за операција. Од клиниката пак велат дека пациентот имал раслојување на аортата и дека шансите да преживее при хируршка интервенција биле исклучително мали и затоа сметале дека запатот би бил високоризичен. Од ДСЗИ информираат дека ќе земат изјави од целиот лекарски тим кој бил на смена во текот на третирањето на пациентот. Државниот санитарен и здравствен инспекторат по наредба на министерот за здравство ќе спроведе вонреден инспекцијски надзор на ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија во врска со лекувањето и третманот на пациентот СА.
сега починат. С оглед на тоа што согласно надлежностите на ДСЗ потребно е да се изврши увид во здравствената евиденција, здравствената документација на пациентот, да се обезбеди присуство на одговорното лице на здравствената установа, како и на лекарите кои учествувале во третманот на пациентот, како и да се обезбедат нивни изјави, надзорот ќе се спроведе на ден 14.4.2025 година. Протест поради загадувањето на крива река и, како што велат, непростливите пропусти на институциите се одржа попладнево во Скопје во организација на движењето Зелен Хуман град. Маршот почна пред Министерството за животна средина, а заврши пред Државниот инспекторат за животна средина. Испорачани беа и неколку барања до институциите. Екоактивистите денеска излегоа на протест за да го искажат своето незадоволство од, како што го нарекоа, нефункционирањето на државните институции кои требало да ја превенираат хаваријата која придонесе за загадување на крива река, што се случи на 14 март. Сакаме да имаме целосни информации кој е загадувањето на реката, од која категорија е сега загадена реката и кои се последиците во здравјето на луѓето, затоа што таму, како што знам, луѓето садат и ние веројатно ја јадеме таа храна. Од граѓанското движење прстот го вперија во инспекторите за техничка опрема, што требало да ја спречат и превенираат хаваријата на рудникот Тораница, а и Државниот инспекторат за животна средина, кој требало веднаш да даде јасни анализи за висината на загадувањето на крива река. Покрај фактот што Државниот инспекторат за животна средина бил навремено информиран за инцидентот, иако инспектори дошле на лице место, тие тој ден воопшто не земале мустри од реката. Ова е директно прекршување на законот и злоупотреба на нивната работна позиција, која им налага да земат мустри во најкус можен рок од моментот на хаваријата. Помина 30 години, ние секоја година излегуваме на улица, апелираме, значи се бориме за здравјето на луѓето, на граѓаните, меѓутоа гледаме дека до сега нема никакви резултати. Крајно е време веќе да се освестат сите луѓе во владата, да сватат дека здравјето е најсветото нешто за граѓаните. Инспекторатот за животна средина пак објави дека на Булмак му е изречена казна од 200.000 евра поради прекршок од трета категорија за инцидентот со загадувањето на крива река, а директорката Ивана Гиновска го обвини градоначалникот на Крива Паланка за ширење паника, откако тој соопшти дека неговите анализи покажале многукратно зголемување на концентрација на олово, цијанид, арсен и други отрови во реката. Од компанијата Булмак претходно соопштија дека истекувањето на јамската вода во Тораничка река не предизвикало загадување ниту еколошка катастрофа, како што било сугерирано во јавноста, и дека цијанид имало помалку од дозволеното. Дел од сточарите се жалат дека откупните цени за јагнето годинава се многу ниски. Велат дека се во целосна загуба поради ниските цени кои се нудат. И бараат од државата да се укине условот за субвенции да биде половина од јагнињата да морат да се продадат на откупувачите. Игор Манасиевски. Сточарите се жалат дека годинава се многу ниски откупните цени на јагнето. Според досега понудените цени, кои се движат од 210 до 230 денари за килограм жива мера, велат дека се во целосна загуба и сметаат дека на ваков начин се претвораат во робови кои без пари произведуваат месо во земјава. Лани 235 ги дадовме, нова година 210, кога знаеме дека во глобала цените на се и на се качува, нашето овде што треба утре некој да го конзумира, да го јаде, нашето паѓа. Земат го 210, а у маркетите слушам 600, 650, ако не и нагоре, и ќе иде нагоре. Јагнето, барем по мое, за сите, од 250, 260 денара надоле, ако не може да се покријат сточарите. Заради ниските цени кои се нудат, бараат државата годинава да го укине условот за субвенциите, да биде од 50% од јагнињата да мора да се продадат на откупувачите, бидејќи тоа ги става во подредена положба. Оваа година со цените е катастрофа. Се скапна, се отиде нагоре, а на нас пладничарите ни даваат околу 210, 220, 230. Значи, не сакаат потешко јагне од 25 кг до 28, за 220, не знам, таму секој ден се јавуваат, тактизираат, а ние работиме оваа година со загуба со јагнето.
Ако продолжи ваквиот тренд на ниски откупни цени, се повеќе од сточарите најавуваат дека ќе почнат, како во соседна Грција, да остават само мал дел од јагнињата за замена во стадото и овците наместо за јагне ќе ги чуваат само за млеко. Ова доаѓа од таму што едно јагне за 3 месеци, време што му е потребно да направи од 25 до 30 килограми, од мајката ќе истица 90 литри млеко, кое доколку би се продало има пазарна вредност од близу 100 евра, или колку што по овие цени е вредноста на едно јагне жива мера. Ова значи дека сите други трошоци околу концентратот за јагнето, кои се околу 30 евра по јагне, смртноста која е 20% и платите за овчарите кои се движат по 1200 евра месечно се само трошокот и зијанот за сточарите. Тие бараат по завршувањето на откупот да се седне на заедничка маса и да се договори дали за воиднина се планира пораст на цените за да произведуваат јагне или да го намалат бројот на овци и да ги чуваат само за млеко и сирење. Ви благодариме за вниманието. Пријатна вечер.